Имаме повкусен компир од како користиме органски отпад, што сами го произведуваме, раскажува Игор Фузевски од Ресен. Ова семејство само произведува органски отпад. Она што останува од природните материјали не го фрлаат на депониите, туку го претвораат во компост, природно ѓубриво, кое е многу поевтино и поквалитетно. Остатоци од јаболка, остатоци од компири, гранки, трева, сето тоа морат некаде да се одложи. И нормално тоа е штетно за животната средина. А на овај начин успешно го вршиме тој процес, не правиме штета на природата, него ги користиме после благодетите. Од Сдруженијето за заштита на животна средина Еко Герила Преспа објаснуваат дека позитивно е што има интерес земјоделците наместо да го фрлаат отпадот или да го горат, се повеќе создаваат природни ѓубрива. Секако дека ефектот е штетен. Влијанието е штетно и на подземните води и во, да речам, крајниот влив и од самите реки и во езерото. Меѓутоа, да гледаме на една посветла страна, мислам дека навиките и практиките веќе почнуваат да се менуваат и за догледно време ќе може да се пофалиме дека сме се освестиле. За професорите од земјоделскиот факултет, долгорочното компостирање е еден од најважните фактори. Според докторантот Нечковски од факултетот за земјоделство, компостирањето во Преспанскиот регион, каде доминира интензивното овоштарско производство, има големо значење на долг рок. Најчесто отпадот од земјоделските од растителното земјоделско производство во нашата држава представува проблем, но сепак тоа не треба да го гледаме така, туку треба да го гледаме како некој бенефит. Односно, обработката на секој растителен материјал можеме повторно да ја внесеме во почвата. Правењето на биочар, односно тоа е биоќумур кој ја подобрува структурата на почвата, го подобрува водно-воздушниот режим на почвата, а со тоа директно влијае врз крајниот продукт, односно приносите, и тоа колку ние сакаме да го подобриме самото земјоделско производство. За професорите во Македонија има одлични земјоделци кои се клетката на нашето здравје и производство на храна.